Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде пратеник од Љупчо Бренџов. Добре дојде. Добре дојдов и поздравци што не следат. Пратениче, пред малку изби уште еден голем скандал во Македонија. Мислевме дека оваа недела ќе куртулиме, ама за жал не е така. Ислам Абази, кој што го гледавме како братот на Али Ахмети му седи врз глава, па викавме, не е ништо, Македонија е ова, малку сме, нели, па потоа се случува и некои други работи поврзани со СЈО, за да сега конечно го прекине предметот со 167 милиони евра поврзан со канцероген, необичен мазут кој што бил увезуван и горен тука. Тука имаме еден куп на луѓе вмешани, меѓу нив и од врхушката на СДС, од врхушката на ДУИ. Како ја гледаш ова работа? Она што е сигурно е тоа дека оние 2% доверба кои што ги уживаше судството, денеска може би се 1, може би се 0. И со право. Она кое што не предмалку утрово уште се случи, утрово ја добивме таа информација, наистина ги поминува сите граници на нормалното, сите граници на она кое што може барем некоја минимална пристојност на функционирање на судството да се поврзи. Мислам дека ова е многу загрижувачки. Она кое што очекувам во следниот период е да оштетениот, во случајот ЕСМ, да поднесе барање, жалба до повисокото обвинителство, до висшето обвинителство и овој срам, висшето обвинителство да си го покрие практично на обвинителството за организиран криминал. Она кое што сме го зборувале многу пати во ова студио, начинот на избор на обвинителите, политичките замешателства кои што беа потенцијални во тој период, сега еве гледаме дека тие потенцијални можеби стануваат и фактички замешателства се навистина од ден на ден се посериозни. Ние секојдневно се бориме со криминалот и корупцијата. Да, точно е, жилави се. Да, точно е, имаат инсталации пипци на секаде. Да, точно е, многу се држат еден со друг, но на кое што на крај сакам да им порачам од тука е тоа дека ќе бидат поразени и дека правда ќе има во Република Македонија. Ова се последните крици во овие 2 години да се вратиме на како до сега, да се вратиме на политички октруирани случаи, да се вратиме на обвинување на луѓе согласно дневната политика, да се вратиме на она да одговараат луѓе за украдени 300 кебапчиња, а за украдени 300 милиони да биде нешто нормално, да биде дел од процедурите, така натаму, тие ќе изгубат за многу кратко време, а овој случај сум убеден дека во следниот период, оној кој што е оштетен, во случајот ЕСМ, ќе се обжали до висшето јавно обвинителство и мислам дека тука треба да имаме враќање на состојбите кои што биле од претходно, односно да си имаме еден случај кој што судот потоа ќе го пресуди. Она кое што е куриозитет вака во целиот овој случај, кој што сакам да го истакнам, е тоа дека еве да земеме презумпција на невиност, но знаете како, поранешниот директор на РЕК Битола само иницијативно, уште власта не беше сменета, поради своето поведение со народните пари избега од Република Македонија. Тој што бега од правдата, знае дека направил криминал. Тој што бега од правдата, увидел дека неговата политичка номенклатура, која што го држала долго време онаму каде што го држала, каде што работил на начин на кој што работел, бил свесен дека тоа повеќе нема да биде и во наводници кажано навремено ја напушти Република Македонија бидејќи знаеше дека се соочи со органите на прогонот и денес оној кој што е платен од страна на нас, граѓаните на Република Македонија, да ги гони таквите кои што сами избегале од државата, знаејќи дека се виновни, вели, па добро, можеби не сте виновни. Ова нема денес да заврши, тука сум убеден, бидејќи оно кое што го знам елементарните правни закони се дека оштетениот има право да се жали до висшето обвинителство, очекувам тоа се случи во најбрз можен рок. Радко, Пуцко, Васко Ковачевски, поетот на Зоран Заев, кој што пишуваше прекрасни песни, величајки го Заев. Ништо не е случајно во целата приказка. Едните врзани со ДУИ, другите врзани со СДС. Знаете како? Јас често пати и до ден денес кога разговараме за правосудството, особен нагласок ставам на јавното обвинителство. Зошто? Затоа што огромен дел од случаите, особено до оние случаи кои што се податливи не само за јавноста,
туку и за нашите европски партнери и за Европската унија. Тоа се случаите на висока корупција. Тие не можат да дојдат на дневен ред да судот пресуди дали тие ликови кои што вие ги кажавте се виновни, колку сте виновни и што направиле. Затоа што гледате, уште во рамките на самото обвинителство, тие одлучуваат кога ќе поднесат кривична пријава, тие одлучуваат дали ќе поднесат кривична пријава, тие одлучуваат дали истрагата, односно предистрагата ќе трае година, 2 или 3 години, тие одлучуваат дали и кога ќе го застарат предметот. И јас затоа секогаш имам задршка кога ќе дојдеме до судиите, не дека таму нема што да се разговара, но ние овие предмети кои што сега ги разговараме и низа други кои што сме ги разговарале во ова студио, тие не можат да дојдат до суд бидејќи обвинителиве тие изигруваат и судии, и обвинители, и проценуваат, и притвараат, и ослободуваат, и повлекуваат обвиненија. И мислам дека на тоа поведение, верувајте дека за многу брзо време ќе му биде ставен крај. Неколку часа пред да го дознаам ова што се случи, случајно облеков маичката со човечето кое што постојано бара правда, балјум, се сеќаваме во наше време на цртаните, но 2% и ти спомна, немаат веќе 2%. После ова мислам дека е -2, -10%, и тоа беше можеби премногу бидејќи на ниво на статистичка грешка. Како да дојдеме до правдата во Македонија? Вие менувате во моментов, ова се случува во време на реформи на правосудниот систем. Менувате закон за судски совет, за јавни обвинители, нов јавен обвинител кој што на прв пат, да не се лажеме, 27 години го работам, прв пат човекот не е партиски бележан. Еве, имаме таков јавен обвинител. Се менуваат работите од корен и најнаш се јавува Абази, за кој што многу зборувавме, очигледно не без причина, за да сруши целата приказка, така му дое. Да, реформската агенда, препоставам ќе разговараме во текот на емисијата, како се одвива, но она кое што јас како пратеник го промовирам во веќе догледно време, е тоа дека вие како медиуми и ние како јавност треба да бараме што е можно повеќе јавните обвинители гостуваат вака на емисија. Јас сум сигурен дека вечерва, доколку јас не бев тука, емисијата ќе беше многу погледана и претпоставува многу покредибилна да овдека застанеше господинот Ислам Абази или некој негов колега од обвинителството за организиран криминал и корупција. Кој што не доаѓа. Зошто го велам ова? Знаете како? Има предистраги кои што се тајна. И тоа е неспорно и никој не може да побара од тој и тој јавен обвинител да открие случај или да каже детали од нешто што е во актуелна предистрага. И тоа е разбирливо. Тука имаме проблем со временскиот период, колку трае да предистрага, дали може 3 години да трае, или може порано да се заврши. Но кога вие ќе имате веќе обвинение на суд, тогаш сите докази кои што вие како обвинителство сте ги прибрале во предистрага и во истрага, тоа што го прибрала МВР, тоа што може би го прибрала финансова полиција или организиран криминал во рамки на МВР, сите тие докази се изнесуваат, се даваат на обвинетиот, се даваат на судот и практично стануваат јавни. Во таа фаза сметам дека обвинителите, како што е на Запад, треба да дојдат овдека на медиум и нас на сите да ни објаснат како тие ги толкуваат законите кои што ние ги носиме, многу добро знаеме какви законски решенија носиме, зошто го имаат тоа поведение кое што го имаат и да си застанат овдека и да си одговараат за целата македонската јавност да знае што се случува и кои се обвинители во Република Македонија. Со години предупредуваме на ова. И во опозиција, додека бевте токму во оваа емисија години поред, кога ги праве овие работи, кога ги местеа Ислам Абази, не Коцевски, не сите останати, кога она Добрива Лошилака царска ја става, каде што ја става, кога се случуваше, постојано предупредувавме дека создаваат инсталации во јавното обвинителство и во судовите, кои што ќе ги употребат откако беше очигледно дека ќе паднат од вас, затоа што локалните поминаа катастрофално, она што следуваше беше повеќе од јасно, се гледаше од Марс и врапчињата го знаеа дека ќе паднат од вас. Дали сите сили всушност СДС и ДУИ ги вложија во она во кое што предупредувавме, да си направат одстапница и кога ќе бидат во опозиција, да не одговараат за она за што треба да одговараат, како овие луѓе, презумција на невиност, премногу пари, премногу штета, канцероген мазут е во приказката. Значи, дали си направија одстапница со тоа? Видите, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ уште на година дена пред заминување од власт, тие
за нив типично како уште од 90-тите години, 2000-тите години, Да, тие мајстори се се за тоа. обидува да знам зашто е можно повеќе обвинители и суди, тогаш преку законот за Академија за суди и обвинители. Секогаш дека тој закон ние тогаш како опозиција го блокиравме, сме горди на тоа што спречивме да Чиче, Вујче, Бате, поранешен адвокат, станат суди и обвинители, актуелни, не се тие, но исто така факт е дека имаме дузина луѓе кои што имаат поголема или политичка поддршка од едната или другата политичка партија, кои што, како што кажав уште на самиот почеток, жилаво се борат, кои што се добро вака распоредени, но најодговорно тврдам, последните крици се сега, ова вака нема да заврши и очекувам дека во најскоро време ќе имаме нешто за кое што сите ние, почнувајќи од мене, па до секој еден кој што не следи, ќе добиеме една нормална правна држава на која што ќе бидеме сите еднакви пред законот. И второ, пак ќе повторам, главната одбрана од ваквите девијантни појави, главната одбрана од овие луѓе кои што сметаат дека се мали богови во рамки на општеството, главната одбрана до овие луѓе кои што сметаат дека можат да управуваат со кој ќе биде слободен, а кој нема да има слободата, е јавноста. Е јавноста и е наративот кој што јавноста ќе го и треба да го воведе, а тоа е јасно, отчетно и транспарентно да се објасни што се случува, да не се криеме позади штури соопштенија, да не се криеме позади тогите во судниците, туку да се излеземе, тоест да се излезат и како што ние овдека како јавни личности и функционери одговараме на секој едно ваше прашање, така и тие треба да одговарат на секое прашање на јавноста. Бидејќи обвинителот е странка во судницата. Имате странка обвинет, имате странка обвинител, имате суд кој што пресудува. Така што овие другиве треба да се дојдат овдека и да не си ја имаат таа лажна величина за себе која што до сега им функционира, додуша сега помалку, но тоа мора да се сведе на нула. Ова што се случи пред неколку часа, буквално кажано, уште една амнестија, аболиција, како да ја наречеме, директно од јавното обвинителство, за како што кажете, човек што избега, со тоа признавајќи си ја вината, па сега го ослободувате. Јасен пример дека во Македонија ден денес постојат многу бели мечки, заштитени бели мечки, чувани и од обвинителството и од судовите кои што се поставени таму за да го работат тоа што го работат. Но еве, како нација, како народ, како држава и општество, да се надеваме дека оние виновници, а знаеме многу афери за многу од врхушката, особено на СДС се занимаваме секојдневно за нив и со нив, не со Заев, не со Филипче. Имаме Филипче модуларна, Филипче онкологија, Филипче Жан Митрев, Филипче вакцини, Филипче немал викендица на нерези, Филипче не имал па го продал джипото 130.000 евра, Филипче ова, Филипче она, па ќе спомнеме Заев на друг начин, па братот на Заев, па марихуаната. Како да очекуваме дека овие бели мечки, еве видовме некои ситни мечиња беа овие во однос на нив, се буквално кажано ослободени, неаргументирано, тотално нелогично за секој нормален македонец, ама еве како ќе дојде до овие поголемите бели мечки? Еве па не до Ахмети, Артан Груби. Артан Груби е во притвор. Замисли, Васко Ковачевски не е, макар бил куќен, така. Добро, имаше два аспекти вашето прашање. Мојот став во поглед на она кој што треба да биде обвинет, ја го кажав и на главниот јавен обвинител, кој што сега еве речеме се уште е нов јавен обвинител, а тоа е дека и како човек, но и како пратеник во рамки на собранието, најпрво очекувам да јавниот обвинител ги истражи сите оние наводи за криминали кои што ние како тогашна опозиција со документи ги објавувавме и ги обзнанувавме до македонската јавност, а се поврзани со Зоран Заев, со кланот Заеви, Оливер Спасовски, Миле Зечевиќ, Липчо Николовски и така натаму. Зошто? Затоа што лично сметам дека исто како Европската унија што размислува, а тоа е дека оние кои што ја водат државата треба да ја водат, а не да ја крадат, и доколку има било каква дамка, било каква злоупотреба или било каква проневера на финансиски средства од страна на тие кои што не воделе или не водат, независно, треба да биде целосно истражена во една јавна, транспарентна и отчетна постапка и најчесто беа поврзани со кланот Заеви, со Оливер Спасовски, со Липчо Николовски и така натаму, да ја се објасни на македонската јавност тие десетици
соднежи за сторен криминал, што тоа е така, што тоа не е така и зошто не е така, што од тие документи можеби не се, а верувате документ е документ каде што има печат, и да испратиме пораката дека во Република Македонија нема неказнивост и дека во Република Македонија нема гаѓани од прва класа и гаѓани од втора класа. Во поглед на ова што се случи денес, утрово, со Ислам Абази, јас тука не ја затварам темата, туку очекувам утре, задутре, во најбрз можен рок, оној кој што е оштетен, а тоа е ЕСАМА, тоа е државна компанија која што платила повеќе, како што се вели, повеќе пари, а добила помалку мазут, да ја обжали оваа денешна одлука на Ислам Абази до вишото обвинителство и потоа истото да се произнесе и да се продолжи целокупната постапка во рамки на судот, бидејќи согласно позитивното право, судот е оној кој што одлучува кој сгрешил, што сгрешил и каква казна ќе добие за своето поведение. Јавното обвинителство не е тоа кое што одлучува да некој прво му поднесе пријава, па бара притвор, па го пушти од притвор, потоа ја повлече. Обвинителството не може да биде се во едно и јас најостро протестирам и како гајанин и како пратеник да ова час поскоро се реши во рамки на судските лабиринти. Нивниот вистински лидер Зоран Заев, кој што го раководи оној што е геоамити лидер, е синоним за неказнивост и за бела мечка во Македонија, 3 пати буквално аболиран, еднаш од судот, Кацарска го прекина процесот нели за подкуп, Пуч беше помилуван од председателот Иванов, за глобал беше помилуван од Бранко Црвенковски 2007 година. Значи, имаме човек кој што е синоним, и тој има нивниот врховен гуру, ментор, бог, стопан, како и да го наречам. Затоа ли, бидејќи 3 пати видоа, знаат дека може да се прави тоа, се држат за да останат работите какви што се и постојано џавкаат и наоѓаат замерки на реформите, особено во правосудниот систем, но на сите останати реформи. Оставија еден куп врели костени. Ги заглавија тие евроинтеграциите. Ја мислам дури и намерно, знаејќи дека ќе паднат од власт, па ја направи ова глупост со Бугарија и подпишувањето на францускиот предлог. Ај толку не беше страшен оној 2017-та со скриените работи, но ви оставија двојазичност, ви оставија заглавени евроинтеграции, празен буџет оставија еден куп работи кои што нели вие треба да се справувате, правосудниот систем, па да не зборуваме, контаминиран до гуша, нели. Добро, прво јас сметам дека и тоа е нешто што сум го спомнал повеќе пати, дека Социјалдемократскиот сојуз на пример беше реална политичка партија, државотворна политичка партија, додека Киро Глигоров имаше 6:01 во таа политичка партија во 90-тите години. Денес Социјалдемократскиот сојуз се доел друштво со ограничена одговорност, основано од едно лице, тоа е Зоран Заев. Според мене Венко Филипче е моментално само управител на предпријатието, чии собственик и господар е Зоран Заев. И она кое што наистина го мислам е тоа дека Зоран Заев денес ја контролира многу повеќе СДСМ, него ли кога беше премиер и председател на политичката партија, бидејќи додека беше председател на политичката партија и премиер, имаше и други луѓе кои што си имаа свое значење во рамки на таа политичка партија. Денес тоа го нема и денес имаме еден управител, но тоа е нивна работа. Ова го коментирам од аспект на тоа дека за вие да имате подобра држава, покрај тоа што треба да имате демократска власт која што работи деноноќно, власт која што ја сака државата, си го сака својот народ, која што се обидува и прави реформи во секоја сфера, дали социјални, дали економски, дали политиколошки, односно политички реформирање на правниот систем. Важно е да имате една опозиција која што исто така си ја сака државата, опозиција која што е гале за Република Македонија, од аспект на тоа дека треба да имаме држава која што има кичма, има достоинство, има добра економија и се представува соодветно секаде во светот. Затоа постои и опозиција. И ние можеме да полемизираме, ние можеме да имаме различни мислења во поглед на даночна политика, можеме да имаме различни мислења во поглед на социјална политика, можеме да имаме различни мислења во поглед на висина минимална плата, и тоа е нормално и тоа е идеолошки, но власта и опозицијата никогаш не треба да имаат различни дурбини за основните белези на државата и тоа како државата се представува во меѓународната јавност.
Трето, околу Зоран Заев, кој што го спомнавте, тука го запишав, да, само ќе ве потсетам дека тој кога дојде на власт, тој беше председател на како е што за судството, да, Советот за реформи на судската власт, и тоа му траеше се до оној момент кога исто така обвинителството, како што се случува денес, се повлече од обвинението и не ја зема во предвид ПИМ мерката која што цела Македонија гледавме како бара мито кај него во канцеларијата, и кога таа кривична пријава пропадна, тој се тргна од тој Советот за судските реформи, кој што никогаш не го направи, бидејќи тие беа наменски направени. Тој беше практично оној кој што беше големиот брат, кој што се грижеше се само за да му падне неговата кривична пријава. И на крај, истиот, ќе ве потсетам, во 2021 година, исто како некој друг типот на Ковачевски, како се кава Дрек Битола, си отиде без да одговори на едно прашање, без отчет кон јавноста, без никакво почитување кон сите оние кои што го гласале да стане она што беше, и оние кои што не го гласале, бидејќи сте ние плаќаме даноки, сме еднакви пред законите. Ова го зборувам од аспект на тоа дека, пак ќе повторам, мораме да имаме здрави односи во рамки на општеството, здрави односи да имаме помеѓу политичките партии, бидејќи тоа е добро за Македонија и сите нас што живееме тука. Освен контаминацијата на судството која што ја користат, постојано што има една стара навика, би рекол класика, дали присуствуваме на уште една класика која што се одвива пред нашите очи, ја напуштија работната група за изборниот законник, најавува при тоа, јас се сеќам многу во Филипче рече, за сега ја напуштаме само. Значи, ако за сега ја напуштаме само, следува нешто што се вика бојкот на собранието, уште една стара испробана играчка, па да глумат како вие сте режим, па како тие се твачени. Не се што имаат 5-16 пратеника и не се воопшто битни во целата приказка, но дали еве во најава е бојкот, иако реално нема никаков ефект, караванот си врви кучињата, владат приказката, па еве 10 препораки од изборниот законник, измените се веќе, нели, донесени и прифатени, така што работата тече со или без нив. Ака, јас сум многу свесен и комуницирам секојдневно со граѓани и доаѓаат во рамки на собранието и во пратеничката канцеларија, и вака кога сме меѓу луѓето во поглед на режим. Јас сум свесен дека ако нешто луѓето кога разговараат со мене ми го велат, е тоа дека треба подсврсти да бидете, не бидете меки, Значи, од аспект на тоа дека режим не те остава тебе да имаш 2 години јавен обвинител, кој што вие сте го бирале, и режим не те остава повеќе од 2 години да имаш обвинител за организиран криминал. Не сакавме да правиме никакви упади во системот, бидејќи на крајот на денот тоа се нотира во рамки на Европската Унија и тоа се нотира во рамки на напредокот кој што го има Република Македонија кон Европската Унија. Затоа бевме многу внимателни во сите постапки кои што ги правевме, сосема спротивно од европејците, бидејќи тие се европејци само декларативно, а де факто немаат ништо направено за да не внесат чекор поблиску до Европската Унија. Значи тоа со режим, тие приказни завршија 2016 година, знаеме како се завршија, од денешна дистанца можеме да видиме што точно се случувало, зашто тоа се случувало, кој од тоа имал бенефит, и едноставно со индигнација одбивам све што значи дека јас или било кој друг од нашата политичка номенклатура представуваме било каков режим. Тоа едноставно не е точно. Во поглед на изборниот законник, сакам да споделам со вас и со јавноста, тоа е дека изборниот законник е нешто кое што согласно деловникот за работа на собранието и согласно постоечките закони се носи со консензус. Тоа подразбира дека сите политички чинители кои што се представени во собранието, само има 18 пратеници представена во собранието, учествуваат во неговата изработка и практично се мине со консензус. Изборниот законник е еден од законите, од важните закони кои што се дел од нашата реформска агенда. Доколку ние го донесеме изборниот законник, на начин на кој што има консензус сите политички чинители, Република Македонија има 1 плюс повеќе и милиони евра на своето конто, бидејќи Европската Унија вели, ние сакаме да ви помогнеме, толку средства ќе бидат грантови, толку ќе бидат вид на кредит со ниска камата, со цел развој на државата, развој на системот, развој на општеството, но вие треба да ги направите тие закони, да ги донесете на начин на кој што ќе бидат исти или многу слични како во
државите на Европската Унија, ние тоа ќе го поддржиме финансиски и автоматски тоа е помошта која што ние како држава добиваме од страна на Брисел. И секој еден кој што нема да отиде на таа средба која што е под покровителство на министерот за правда, каде што сите политички партии во собранието, дури политички партии кои што се декларативно против НАТО, учествуваат во изборниот законник, Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче еден ден револтиран од закон кој што не е дел од реформската агенда и револтиран од закон кој што нема да има никакво влијание за следните превремени или редовни парламентарни избори, ја даде изјавата дека тој се повлекува и да вистина се повлечени од разговорите кои што се одвиваат под покровителство на министерот за правда, што представува на вистина едно антидржавно однесување, кое што по последно време го има господинот Филипче. Не може тоа што го гледа на анкетите, не може тоа што ја нема народната поддршка, тоа е нормално да му создава нервоза, нормално да му создава фрустрација, тоа им е заслужена, бидејќи таму ништо не се случува природно, но вие да им се светите на македонските граѓани со тоа што ќе имаат помалку милиони евра грантови од Брисел и ќе бидат наместо со 2 чекори понапред, туку ќе стагнираат во место кон европските интеграции, а после 12 сте за европски интеграции, е навистина, вака најблаго кажано, нечесен однос кон сите најди кои што живееме во државата, бидејќи таму сите политички партии. Например, ако вие ме земете мене како пратеник, вие знаете дека јас сум разговарал и тука и на дебати за она какви жестоки дебати имам со Дуи. И мојот став за Дуи сите го знаат. Но Дуи учествува на тие средби. Дуи и Влен имаат многу представени ставови и Влен учествуваат на тие средби. Со левица имаме 99% се разликуваме, но и левица учествуваат, освен господинот Филипче, кој што демонстративно не учествува и тоа не е добро за Република Македонија и тоа треба да го соопшти на сите негови членови дека бадијала вие зборувате Европа, 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 подобро ништо не правите за Европа, сами ќе си направиме, а онаму каде што мора да имаме консензус, немојте да го кочите тоа, бидејќи наистина не е до државата. И сега има уште едно законско решение, не знам дали го забележавте, имавме закон за Совет за јавни обвинители. Да. Значи овој закон доаѓа непосредно после изборниот законник во рамки на собранието. И сега, она што е куриозитет во поглед на ова законско решение е тоа што, согласно деловникот за работа на собранието, ова законско решение се гласа со 41 пратеник. Значи, просто мнозинство трема, така одлучил законодавецот, 41 пратеник. И сега вие знаете дека ние како пратеничка група имаме 58, тука се политичката партија Знам, тука се Влен, дека не може нешто што треба 41. И тие го гласаат тоа против. Пораката која што испраќаат е дека единствената политичка партија која што е против законот за Совет за јавни обвинители е онаа партија која што држи пресконференции за Европа, де факто не оддалечува од Европа. Јас и тогаш имав пресконференција, им порачав дека и со и без Венко Филипче ние ќе ги донесеме сте реформски закони, ќе бидеме чекор до Европа и оние пари кои што не следат како држава, повторно први ќе ги земеме, како што први ги земеме во март минатата година. Но на кое што останува е неслогата помеѓу нас, пред се македонците, и мислам дека господинот Венко Филипче е на сосема погрешна линија неделиве на назад. Во превод, партијата која што наводно тврди дека вие ги кочите евроинтеграциите, во моментот блокира закон кој што е дел од реформската агенда на државата, значи директно го блокира изборниот законник со тоа што се налутија, тоа не ми е јасно зошто толку пренџо се налутија околу кинувањето на пржинската влада која што ќе има уште еден мандат, значи уште една шанса, паднаа во многу тежок транс, еден непребол, страшен се види од Бихачка и тоа резултираше со издегувањето од работната група, што значи нели нема да биде донесен со консензус. Значи го блокираат како прво
европскиот пат на државата, го уништуваат реформскиот процес, намалуваат бројот на средства кои што директно со тоа што ќе го направат, а при тоа плачат за една пржинска влада. Дали всушност почувствуваат дека и следните избори дефинитивно ќе бидат намачкани на леп катастрофа, ќе бидат полоши од оние минатата година што се одржаа, нели? Така што им е поентата, бидејќи едни избори ќе има повторно пржинска влада, тогаш Филипче ќе има шанса може би и за последен пат да бидат министри од неговата, нели, партија и нешто слично, но и ќе имаат таа шанса. Што ги плаши зошто гледаат толку далеку во целата приказка и при тоа блокираат реформски закон и ја уништуваат иднината на државата. Лично тие со ова го прават. Ќе одговорам за пржино и ќе давам свое видување, но прво на кое што вие го закатнавте за разликите за порано и сега. Сакам чисто да споделам и со вас и со јавноста, бидејќи така тоа помина како што и треба да помине полузабележително. Во рамки на собранието и во рамки на Комисијата за политички систем, со која што имам чест да председавам во собранието, имаме тука се сите закони од правосудството кои се поврзани со реформската агенда и планот за раст. Еден од тие закони е законот за јавно обвинителство, кој што е многу важен закон за обвинителите. Поточивме првите 15 минути од оваа емисија колку се тие важни, што тие се случуваат во Република Македонија. Ние сметавме дека тоа законско решение согласно сите европски стандарди, согласно позитивните мислења на Венецијанската комисија, треба да живее во рамки на нашиот правосуден систем. Затоа кажав, ние ги правиме реформите. Јас само ќе споделам, а тоа е дека последниот закон за јавно обвинителство е донесен во јануари 2020 година во техничка влада во која што Оливер Спасовски бил премиер на државата, пратен е во собрание во 11 часот преку ден, ставен е на седница на собрание, таоат го има ставено во 12 часот, комисија се одржала веднаш после неколку часа, со европско знаменце, и истиот е гласан во 2 наутро со многу уцени, со многу закани на тогашните опозициони пратеници. Така се носел законот и така го носеле законот со знамето на Европската Унија во 2020 година. Денес, истиот тој закон, прво, има работна група, која што повеќе од една година работеше во припрема на тој закон. Во таа работна група се вклучени и професори, и адвокати, и сите оние кои што значат нешто во правната фела. Дури еден актуелен пратеник, поранешен претседател на Уставниот суд, го покани, кога не бил пратеник, да учествува во таа работна група, а тој е сега опозиционен пратеник, што кажува дека не се гледало дали си власт или опозиција, туку императивот бил да се направи квалитетно законско решение. Тоа законско решение е направено. Истото е пратено до Венецијанска комисија, таа позитивно се изразува за тоа законско решение, се враќа во рамки на министерството, оди на седница на влада и доаѓа кај нас во Комисијата за политички систем. Ние како Комисија за политички систем, по барање на политичката група на ВМРО ДПМН, колегата Бојан Стојановски испрати писмо во кое што побаравме да има и јавна расправа за ова законско решение, кога сите други законски решенија. Значи, се што значи реформска агенда, се што значи големо законско решение кое што имплицира на голема целна група и граѓани и уредува суптилни односи, јас како претседател на комисијата, заедно со колегите од комисијата, од сите политички партии, правиме јавна расправа која што оди на телевизија и секој има право да учествува. Во таа јавна расправа ги повикувам сите координатори на пратеничките групи и тие ми даваат имиња и презимиња на луѓе, експерти, дури имавме и од партиските комисии, кои што ги прифатив, доаѓаат во рамки на собранието и полемизираме и даваат свое видување за ова законско решение за јавното обвинителство, кој што веќе има добиено позитивно мислење во Венецијанска комисија, даваат мислење. За сите законски решенија прифаќаме двоцифрен број на амандмани, независно дали се понесени од опозицијата, дали се од ДУИ, дали од СДСМ, се што значи подобар закон, ние го прифаќаме бидејќи немаме суета, и потоа истото оди на гласање во рамки на пленумот.
Сега ова е долга постапка, не ја гласаат, исто така, се кочи, бидејќи е двотретински закон, а истиот тој закон за 5 часа, кога тие биле власт, го донеле и сега тие се европската опција, а јас треба да прифатам дека сум режимска опција, извините, со индигнација тоа го одбивам, бидејќи ова што го зборувам се факти. Правевме јавни расправи за трите големи закони за јавната администрација. Направивме јавни расправи закон за кривична постапка. Во четврток имаме закон за парнична постапка и таму ќе имаме јавна расправа, така што ние ова што го правиме во рамки на собранието е подигнување за класа во транспарентност, отчетност, демократичност и минимум како треба да функционира било кое едно собрание, тоа сме си многу горди. Во поглед на пржино. Срам за Македонија и срам за држава која што Совет на Европа, која што е тело во кое што членуваат сите држави од Европскиот континент, не само тие од Европска унија, ние сме членки на Совет на Европа, вели Република Македонија е функционална демократија и Република Македонија има институции кои што може да гарантираат соодветни процеси, економски, политички, образовни, изборни процеси, и тоа е држава која што е зрела демократија. Ние одлучивме, вели, постмониторингот да го тргнеме од Македонија, бидејќи навистина луѓево, и тоа треба да се учи за навистина ние. Дури имаше луѓе кои што верат дека тоа е после независноста најголемо признание кој што некој го дал на Република Македонија. Сега, Совет на Европа, кај што членуваат и Бугарија, и Грција, и Германија, и сите држави Европскиот континент, не велат дека Република Македонија не е држава со капацитет да спроведе некој процес, тоа го вели Венко Филипче и опозицијата, бидејќи ќе немал пржинска влада. Пржинската влада е за некои други времиња. Тие сме ги изборувале, и јас ни тогаш ни сега сум сметал дека треба да има пржинска влада, ни тогаш ни сега сум сметал дека треба да има СЈО. Тоа беше наметнато и тоа е едно од денешна перспектива може да констатираме, тоа е себе моје лично мислење дека еден од посрамните периоди. Дефинитивно. Тоа беше увертира на промената на името. И тоа не на македонската политика, смислено, туку на македонската државност. Да. И сега, велам, ако во 2021 година СДСМ како тогаш владеачка партија организирала локални избори, кои што катастрофално ги изгубиле, а при тоа никој не се жалел на изборни нерегуларности. И сега во 2025 година, кога ние сме управувачко мнозинство, сме организирале локални избори кои што уште покатастрофално ги изгубиле, тие никогаш не го оспорија и никој го нема оспорено изборниот процес и кредибилитетот на изборниот процес. Едноставно, некаде победуваш, некаде губиш, но знаеш дека институциите го прават она за кое што се платени, она кое што се очекува од нив, и на тоа треба да се бидеме горди. Так. Треба да се бидеме тоа горди. Затоа пржинската влада останува уште овие избори, за да немаме овакви како да кажам, девијантни унесувања од страна на опозицијата, но пораката мора да биде пратена дека на власт и во влада без избори не се доаѓа. Значи без избори, како Оливер Спасовски бидете МВР и да имате социјала, тоа не може, бидејќи тоа не е демократија. Демократија е да граѓаните гласаат за определени политики кои што претпоставуваат и се надеваат ќе бидат спроведени од страна на определени политичари. Тоа даваат довербата. И сега, ако дале доверба на едни луѓе да управуваат со Република Македонија, не може потоа тие некаде се договориле во Пржино, во клуб на партијаници или било каде, да ја сменат изборната волја и овие други начело со Заев и Спасовски да дојдат во власт, да бидат власт без избори. Тоа е погазување на демократијата, тоа е погазување на гласот на секоја на индивидуа во нашето општество и јас сум многу против тој, ми е драго што конечно ова влада ќе биде минато. И второ, туку имам уште една работа. Еве, денес, утрово, потпишавме измени на законот за полиција, каде што ќе го ставиме ад акта за следните парламентарни избори и ќе имаме постариот закон со техничка вода за никој да нема никакви, како го excuses, да. Зошто тоа се случува? Затоа што мислам дека
да нема љутиш, што би рекле народски. Но еве, и самиот признаваш дека сте премногу меки. Тие беа Не реков дека сме шверцери, не реков дека признавам дека сме премногу меки. Јас велам дека вие одите по правилата на службата, што се вика. Одите транспарентно со дебати и се. Овие беа како стихија некоја, арогантно, насилно, агресивно, го правеа тоа шверцерски, кажа многу убаво за законот како го донесоа, па не кривичниот како го донесоа, па не законот за јазиците, односно законот за двојазичноста, без одобрение од Венецијанска, каква немаше ни време за еден ден ти да носиш закон не Венецијанска. Видете вака. Поведението на Заев, пака со рачето преку ден ставено дека он е така некој невино човече, дека он ништо не прави, резултираше со упади по домови на луѓе, влегување со автомати по куќи, апсење пред малолетни деца, уценување на сведоци, влегување по општини, малтретирање на вработени и набедување дека ако признаете дека тој и тој нешто направи, ќе бидете слободни, тоа ние не го правиме. И никогаш нема да го правиме. И ние тоа сме го кажале дека естрада и театарска представа од државата нема да правиме. Право и правда се спроведува и доправа се повеќе и повеќе ќе се спроведува, но циркус нема да правиме. И затоа тука би го поставувам следното прашање. Како велеше он? Во 2017 година ЕУ не чека со отворени врати, еве сме внатре сме, ќе имаме бесплатно здравство, ќе имаме се. Реалноста беше дека не влеговме во Европската Унија, а другата реалност беше дека во спроведување на сите реформи и задачи кои што ние ги добиваме од страна на Брисел, бевме последни во регионот. Секогаш тука сме коментирале како сме последни. Денес не сме во Европска Унија, претпоставувам ќе разговараме зошто не сме члени на Европска Унија и не преговараме, но сме први во реформи во регионот. И јас ова не го зборувам јас. Ова се податоци каде што сте ние држави 5 од Западен Балкан, имаме иста домашна задача од страна на Европската Унија, имаме фонд на пари кои што ни е ставен на располагање доколку ги завршуваме реформите. Меѓутоа март оваа влада наша на Република Македонија, сите наши граѓани, прва ги направи реформите и прва ги зема средствата. До 30 јуни. Јас сум убеден дека повторно први ќе ги направиме реформите и први ќе ги земеме средствата. Так. Се си е мерливо, се си е во бројки. Так. И мислам дека тука треба да се бидеме горди како држава, а оние нивни флоскули ЕУ, јас секогаш сум зборел дека единствената европска опција сме ние, а тие се многу далеку од Европа и европска опција. Така, се сеќавам и Марта Косне нарече шампиони реформски се. Имаме уште теми, ќе зборуваме за Венко Филипче, кој што кај да можеби ќе истепа на терен некој од нашите новинари, Матеја Петровски, например, начинот на кој што се однесува, службено лице новинарот на терен, малку е дегутантно. Ќе зборуваме и за она што се случува со Бугарија, како портпарол или адвокат на Радев изиграва во последно време и тој и неговата партија, нешто што не се случило до сега во Македонија. Имаме уште теми за отворање со нас е пратеникот Љупчо Пленџов, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е пратеникот Љупчо Пленџов. Пратениче, зборувавме за односот на СДС кон новинарите. Вакво нешто не се случило. Јас 27 години го работам ова. Вака лидер во наводници на партија да се однесува кон новинари, да ги кара. Еве денеска, не вчера, на колегата Матеја Петровски од Алфа му рече дека меѓу другото ќе му се извинел кога ќе имал тој моќ, значи кога ќе дојде на власт, значи ај добро, тоа никогаш нема да биде, но дека ќе му се извинел и дека ќе не ослободел. Потоа овој го прашува на прашањето дали бугарите за вас се фашисти или окупатори, односно, или администратори, тој му одговара ајде со фейк ньюс на крај. Мислам, на што личи тоа, искрено? Вако нешто не се случило. Поминале многу премиери, лидери на опозиција, што веќе не. Вакво нешто во Македонија во континуитет. Алфа не е единствената. Редица медиуми се нападнати директно, скроз, неорбанови глупости, некои нишки наоѓаа, што веќе не, нема ништо аверо тоа. Како гледаш на ова е нешто што ќе влијае на Македонија исто така. Во оние што се фалат репортери без граници, не извештаи на Европска комисија, СТДП, па тоа е односот кон новинарите, дали бил тоа Венко Филипче или кој било друг?
имиджот. Од она кое што го видов, вчера го видов тоа, она кое што може да се заклучи е тоа дека не е единствениот Филипче, но ова го почна Заев, ако се сеќавате, 2015-14 година, тогаш имаше атак директен према телевизии, према новинари и така натаму, према портали, а она кое што може да го забележиме, односно кое што може да го констатираме е дека Венко Филипче како негов ученик, тоа го има, значи достигнато и надминато, таа ароганција. Тука пред себе рекол дека тоа е една домашна култура и невоспитаност. И независно профилацијата наша, она која што се прашам како човек е, кога го гледате вака Венко како се однесува со медиумите, се прашувате што е потрагично. Дали таков човек да биде професор на факултет на нашите деца, на нашите студенти, или да биде човек кој што е лидер на опозиција и алтернатива на власта. Затоа во преходниот дел од емисијата ги разговарав тие ради колку е важно вие да имате опозиција со која што нормално нема да имате исти ставови, но ќе имате минимум базични работи кои што за Македонија значат нешто. Ова, како што кажа, Венко е на многу погрешна линија изминатиот период и треба да излезе од тој колосек, бидејќи ова е навистина невоспитано однесување. Од тој претпоставам дека лекцијата не ја научил и ја прескокнала тоа дека ние сме во собранието представници на граѓаните од различни политички партии, а медиумите се граѓаните, дека тие се јавноста. И дека ако вие сте добри на избори, колку што доби тој 100 и нешто илјади гласови, вас не може 100 илјади луѓе да ве прашуваат што се случува во вашите редови, зошто се однесувате на еден или друг начин за определено законско решение, зошто имате ставови за Бугарија спротивни на 90% од вашите членови и сонародници. Затоа постојат медиумите, тоа е граѓаните, и ве прашуваат, а вие одговарате и преку вашите одговори и вашите членови и сите граѓани на Република Македонија кои што се заинтересирани ќе ги слушнат вашите размислувања. Тоа се медиумите и тоа, како велат, не губувај до kill the messenger. Ако имате вие лоши политики, лошо стоите, не знаете што да правите и каде да се позиционирате на македонската политичка сцена, бидејќи како што се гледа, наистина тоа ми е заслужено во основа на тоа што се како владеа, не се откажа од ништо и едноставно е жално вака да се гледа тајна невоспитаност која што ја има човек кој што еден дел од денот е професор на нашите деца, а втори дел од денот е лидер на опозиција. Наистина тоа е уште една од трагедиите во македонското општество кој што ќе ги надминеме. Ајде за новинарите и да им простиме, но што справиме со петата колона која што не сега? Не се работи, господин Цвански, дали ќе му простиме, нема да му простиме. Тој е таков, така се однесувал, граѓаните имаат став за него, 5%, дури и оние кои што велат на следни избори ќе гласам Социјалдемократскиот сојуз, што се некаде околу 6,5%, 50% оние велат да, ама за Венко не би гласал, иако е претседател на политичката партија со која што јас се поистоветувам. И затоа тука новинарите, вас не ви се криви, новинарите си ги поставуваат прашањата, а вие ги одговарате на начин на кој што сметате дека треба да одговорите. Ако ова е начинот на кој што сметате дека треба да одговорите прашање, извинете, ама според мене лично наистина многу низок и некултурен. Најголем можеби дел од приказката за нивниот пат и она што го велиш и ти дека голем дел од членството негова се за него и таа врхушка не ја сакате, приказката со Бугарија, петоколонашкиот однос. Вчера една министерка нивна која што уште не ни седнала, што се вика, на министерското столче, си живува со цел еден народ, користи придавки кои што не се, нели, не треба, понижувачки се намерно, тоа е злорадоста бугарска, ајде сега да не се лажеме. И сега таа ви го кажува тоа што ви го кажува, а вие што правите? Ја браните Бугарија и повторно велите дека без бугари во устав, иако каже ти 90% на одредени анкети народот македонски викаше не за бугари во устав на овој начин. И сега тие како слепи за стап фатени се ја сечат гранката на која што седат, односно нивното членство на кое што седи и гласа за нив, и што прават? Значи стануваат портпароли на Радев како еден задграничен комитет на неговата партија. Претходно беа на Петков, претходно беа на Бојко. Некако премногу симптоматични се овие повторања на работите, повторувањата. Знаете како? Да.
она кое што вака после кратка обсервација можеме да го заклучиме се неколку работи. Првата работа е дека и мене и на вас и на сите оние кои што следат и малку што се случува во општеството и политика е тоа дека го знаат кој е односот на Румен Радев кон Македонија. И македонците многу добро го знаат, бидејќи Румен Радев не е нов во балканската и во бугарската политика, тој е мислам околу 90 години има топ позиција претседател на државата. И многу добро знаеме дека сите оние во наводници тепачки се случуваше со определени лица од Охрид или од каде беа, потоа тој заедно со неговата потпредседателка Љотова ги примаше таму, знаеме кој беше неговиот однос, провокациите, се тоа ни е јасно и очекувано. Е очекувано, жално е, но не е неочекувано. Она кое што претпоставувам дека секој еден од нас не толку многу да го иритира, толку повеќе некоја си болка е тоа кога ќе видите вие човек со име и презиме Венко Филипче или човек со име и презиме Зоран Заев, кој што не барајки средства како и не бирајки средства како до некога се додвори, мислејќи дека ќе добие нешто, а ствари губи се, како тој се однесува кон вашиот идентитет, кон вашата емоција, кон вашиот јазик, кон вашето достоинство и пред се, сублимат, кон вашиот личен интегритет на секој еден поединец кој што денеска не следи на малите екрани. И јас не можам да разберам дали вие сте виделе голема политичка партија или било која политичка партија во Бугарија која што вели Дорове луѓе, што им прави на македонците? Па не гледате ли дека се македонци? Не гледате ли дека се луѓе со посебен идентитет, имаат своја држава, имаат своја репрезентација, имаат своји политики, членки се Соединените нации, од 50 години имаат кодифициран јазик. И дека тоа се факти, ова што го набројав дека е така. Тоа во Бугарија никој не го зборува. Ние оние кои што бараме правдата, каде што во нашата химна првата реченица дека се бориме за македонците да бидат своите правдини, еден од нив има поголема емпатија и разбирање кон агресорот, него кон сопствениот народ, од кој што потекнува и од кој што бара поддршка да го води утре, да биде алтернатива на постоечката власт и да го заштитува. И тоа создава болка, верувајте, бидејќи со многу и разговарам, едноставно не им се верува она што го гледаат од Венко Филипче и преходно од Зоран Заев и цела таа свита која што гравитира. И тоа е навистина болно. Нема такви луѓе во другите држави кои што застануваат против сопствените интереси, против интересите на сопствениот народ и државност, за можеби некој утре да им каже браво на некој конгрес некаде во Брисел, во Берлин, во Рим, во Софија или било која друга европска метропола со сестрински партии. Не, видете луѓе, тоа навистина е надвор од здравиот разум кој што можеме да го гледаме. И често пати пуште кога Заев почнува да го зборува, некој помислува дека можеби скриена камера, дека е монтажа, но гледаме дека не е ова навистина многу загрижува. Јас сега скоро имав средба со пратеници од германскиот Бундестаг, имав средба и со пратеници од државите во Западен Балкан и многу разговараме на таа тема и се трудиме да пренесеме нашата вистина. Значи не можете вие во 21-виот век, че вие може да имате може да имате различна сексуална ориентација и тоа да ви се почитува секаде во светот. Може да имате убедувања секакви и тоа да ви се почитува. Може да се идентификувате со било што и тоа да ви се почитува. Може да бидете се во 21 век, освен македонец во Бугарија, бидејќи според нив такво нешто не постои, луѓе ги прават дека се нетокму. 16-17 пресуди од судот за човекови права имаме, не ги почитуваат. Истите тие потоа бараат од нас нешто што е надворот од разумот, надворот европските вредности и вас ви се појавува некој што треба да биде ваша алтернатива утре на избори, да ви каже дека тие се во право. Луѓе, мислам дека работава се претерува. Има многу полиња за политичко ривалство. Сметам дека во Социјалдемократскиот сојуз внатре треба да се направи едно сериозно почистување, бидејќи
ако се сеќавате на една анкета, сакам да потсетам целата македонска јавност, таа беше некаде 2022 година правена анкета, дека колкав е процентот на луѓето кои што за следните избори беа парламентарните кои што се случија, што ќе гласаат за коалицијата на ВМРО ДПМН, идентичен беше процентот и на луѓето што се одлучиле да ќе гласаат за коалицијата на СДСМ, дека се против бугари во устав по овие околности кои што ги имаме. Што 90%. И затоа не треба некој да се лути од таму кога и велат дека имаат киднапирана политичка партија, бидејќи ако членство во 90% смета дека таквите изјави се несоодветни и дека не се поистоветува со тие ваши изјави, а вие продолжувате да ги давате тие изјави, при тоа се уште сте тоа што сте, тоа навистина украдена политичка партија. Ова би дошол како стокхолмскиот синдром на Венкослав Филипчев, го нареков јас, а знаеме кој е киднаперот, не се бугарите. Еден е црпнат од нива, нели? За да го кажува ова што го кажува Пренжо, значи ти да кажеш дека бугарите никогаш немале ништо против македонскиот идентитет, наликува на оној вицот зошто индијанците гледаат вака, а не вака затоа што нели нема ништо да видат приказката. До ден денеска знаете како малку очилата се многу дури кога чудни. подпишуваме договори, тие чувени договори кои што на чист македонски јазик ми подпишавме, не бе разборувавме до вчера на не знам каков друг македонски јазик. Секогаш бугарите имаат фуснота дека тие тоа не го признавате. Па сега некој кој не ти го признава јазикот. При тоа ние дававме, не бевме како политичка номенклатура луѓе кои што кодат со главата во зид, кои што ќе се и најдат, напротив, иако тоа се очекуваше можеби од некои кругови да го направиме, ние дававме два начина како може ние да го решиме тој проблем. Првиот начин беше добро, бидејќи наш императив е сите македонци и сите граѓани кои живееме во Република Македонија, независно етничката припадност, да ги внесеме во Европската Унија. Ако ваш императив е оние 200 или 700 колку беа бугари да ги внесете во македонскиот устав, добро, еве да бидеме кооперативни, тоа ќе го направиме истиот тој ден кога ние ќе го ставиме знамето во Бризел како полноправна членка, пат на автоматизам тие ќе бидат во нашиот устав. Така ќе покажете дека сте навистина добри соседи кои што имаат интерес час поскоро ние да влеземе во Европската Унија, за час поскоро вие да влезете во нашиот устав. Тоа беше едно европско решение кое што навистина ќе го соопштите вака со било кој друг соговорник, независно од европските бюрократи, дали некој од пратениците во европските парламенти, звучи многу честно и логично. И рековме, добро, што правиме со Европскиот суд за човекови права, ако ние државите, кои што сме членки на Совет на Европа, одделуваме од нашите буџети, од парите на граѓаните, согласно формула по глава на жител, во финансирање на тој суд, многу логично, многу нормално и многу европски е да ги почитуваме одлуките на тој суд. Например, во Република Македонија ние плаќаме сите данок и од тој данок ние гласаме буџет каде што дел оди за судство и за обвинителство. Ние не секогаш согласуваме со одлуките на судството, но морате да ги почитувате бидејќи тоа е судот. Така е со Европскиот суд за човекови права. Вие морате 17 пресуди да ги почитувате и да ги спроведете во рамки на вашиот правосуден систем. Е сега, ништо вие од тоа не правите, ништо не сакате да се помрднете од мртва точка и ја користите позицијата на сила, бидејќи вие сте внатре, а ние сме надвор, и мислите дека по пат на уцена ќе решите проблем и ваша фрустрација која што трае повеќе од 150 години и дека ние тоа ќе ви го прифатиме, како политичка номенклатура, нема да го прифатиме. Благодарам што беше мој гост. Ви благодарам за поканата. Ни беше чест. Исто и мене. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.